Македонската православна црква, Охридска архиепископија со радост ги повикува верниците да присуствуваат на осветувањето на новиот храм посветен на светите цареви Константин и Елена, лоциран во центарот на Скопје. Свечениот чин ќе го изврши архиепископот Охридски и македонски господин Стефан, во сослужение со архиереи од Македонската православна црква, Охридска архиепископија, на 28 септември 2025 година, со почеток во 8 часот и 30 минути. Овој значаен духовен настан представува уште една историска пресвртница за црковниот живот во главниот град и можност за заедничка молитва и радост. Новиот предлог закон за јавното обвинителство предвидува буџетот на институцијата да изнесува 0,5% од државниот буџет, наместо од бруто домашниот производ. Средствата се наменети не само за платите, туку и за сите трошоци поврзани со работата на обвинителствата. Сдруженијето на јавни обвинители реагираше на изјавата на премиерот Христијан Мицкоски, кој тврдеше дека обвинителите и судиите не ги заслужуваат платите што ги примаат. Тие потсетуваат дека буџетот од 0,4% предвиден во 2020 година никогаш не бил целосно исплатен, што создава сериозни проблеми во функционирањето на системот. Обвинителите нагласуваат дека земјава е на дното во регионот по буџетски издвојувања, со најниски плати и недостиг од кадар. Сепак, секоја година се решаваат над 20.000 предмети. Европската Унија веќе ја препознала потребата од финансиска самостојност како клучна реформа. Американскиот председател Доналд Трамп направи голем пресврт во ставот за војната во Украина, порачувајќи дека Украина може да си ја врати територијата во границите од 2022 година, а можеби и подалеку од тоа. Тој изрази уверување дека со време, трпение и поддршка од НАТО и Европа, оригиналните граници се достижни. Овој став е спротивен на неговите претходни изјави, кога тврдеше дека Зеленски ќе мора да се откаже од дел од територијата за да се стави крај на војната. Трамп сега вели дека го променил мислењето поради целосното разбирање на економската и воената состојба во Русија и Украина. Тој изјави дека Русија се наоѓа во сериозна економска криза и дека нејзините неуспеси на фронтот покажуваат дека е тигар од хартија. Украинскиот председател Володимир Зеленски го поздрави новиот став и рече дека односите меѓу Киев и Вашингтон никогаш не биле поблиски. НАТО одржа итен состанок на барање на Естонија согласно член 4 од Северноатлантскиот договор, откако 3 руски борбени авиони МиГ-31 влегоа во естонскиот воздушен простор и останаа повеќе од 10 минути. Сојузничките сили веднаш реагираа и ги придружија авионите надвор од територијата. Сојузот го оцени инцидентот како дел од сепонеодговорното однесување на Русија, обвинувајќи ја Москва за зголемување на ризикот од несреќи и загрозување животи. НАТО најави засилување на одбранбените капацитети на источното крило, вклучително и преку мисијата Источна стража, со користење на сите средства предвидени со меѓународното право. Ова е втор состанок во 2 недели поради слични инциденти, претходно со нарушување на воздушниот простор на Полска. Провокации се регистрирани и во Финска, Летонија, Литванија, Норвешка и Романија, што укажува на систематски ризичен модел на однесување од страна на Русија. Силна експлозија го потресе центарот на Осло во вторникот вечерта, предизвикувајќи паника меѓу граѓаните. Инцидентот се случи во близина на универзитетскиот кампус, само 500 метри од Кралската палата и Израелската амбасада. Иако нема информации за повредени, властите веднаш реагираа и ги повикаа граѓаните да се држат подалеку од местото на настанот поради сомнежи за можен дополнителен експлозив. Сите служби за итна помош се на терен, а истрагата е во тек. Норвешките медиуми јавуваат дека пред инцидентот биле забележани дронови во близина на аеродромите во Осло и Копенхаген, што дополнително ја зголемува загриженоста. Настанот се случува во период на зголемена безбедносна напнатост низ Европа. Утре попладне се очекуваат услови за изолирана појава на краткотраен дожд и ретки грмежи. Од петок, под влијание на серија влажни воздушни маси, времето ќе се промени. Ќе биде претежно облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд кои локално може да бидат пообилни, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Метеоролозите предупредуваат на значителен пат на дневните температури, особено за време на викендот и почетокот на наредната седмица, кога ќе се почувствува вистинско освежување по претходниот потопол период.